Сега е сезона на дипломирање во САД, каде средношколците се облекуваат со капа и наметки и добиваат дипломи. Матурантот Блейз Джонс, кој завршил средно училиште, се надева дека ќе продолжи во коледж. Возбуден сум што ќе одам. На некој начин малку се исплашив само затоа што очигледно е ново, но мислам дека е подготвено за ново поглавје, нов почеток за мене. Сепак, некои матуранти велат дека прекините во школувањето поради пандемијата COVID-19 предизвикале празнини во нивното учење и тие се чувствуваат малку заостанати додека одат на универзитет. Мислам дека англискиот јазик беше најпогодениот час од COVID, само затоа што ми беше потешко да се поврзам со книгите и да ги разберам, например, искуствата низ кои поминуваа лековите, доколку јас самата не сум доживеала нешто слично, само затоа што се чувствувам како 2 години да ми беше прекинат социјалниот живот. Би рекла дека изгубив основа во речиси секоја академска област, но веројатно најзначајна ми беше математиката. Кога земав алгебра, не учев исто како предходно, така што не ги задржав ниту информациите. Значи ми се допаѓа да одам на коледж, тоа треба да го дополни нашето учење во средно училиште и чувствувам дека дел од тоа учење на некој начин недостасува. Но имаше и добри страни за живење низ пандемијата, велат учениците. Тайлер Джад, кој дипломирал, вели дека сега повеќе го цени дружењето. Дефинитивно се чувствувам како сега да сум многу повозбуден и способен да посегнам поради таа мисла како можеби нема да имаш шанса да го направиш тоа ако не го направиш сега. Джонс го ценеше времето дома. Успеав да стекнам навистина добри односи со моето семејство и особено со моите родители. Учениците ни рекоа дека искуството со ковидот секогаш ќе биде дел од нив, но тие со возбуда одат напред кон универзитетот. Никогаш не се заборава, но ќе се обидам да ги оставам зад себе тешките времиња од ковид и да го пренесам она што го научив од искуството низ коледжот. И да учат во живо наместо само преку компјутерски монитор.